Судот издаде забрана за одржување на штрајкот на контролата на летање, кој од еден од 4 синдикати беше најавен од 20 до 24 овој месец. Ваквата одлука Основниот суд Скопје 2 ја носи по преставка од раководството на МНАФ, од каде вела дека одлуката за штрајкот се носи и покрај неисполнување на постапката за мирно решавање на колективните спорови, како и дека штрајкот не произлегува од конкретни барања од работен однос. Основниот граѓански суд на 16.10 донесе решение со кое се усвојува предлогот на МНАФ АД Скопје за изрекување на привремена мерка забрана за најавениот штрајк од страна на струковиот синдикат на контролори на летање ССКЛ, подружница на независниот синдикат на работниците од сообраќајот и врските на РСМ Скопје. Синдикатот на контролорите на летање претходно најави дека штрајкот го закажуваат поради тоа што состојбата во претпријатието задолжено за безбедност во авиосообраќајот е загрижувачка и дека се вршат партиски вработувања. Но пред МНАФ да ја објави одлуката на судот, од Судкос изјавија дека од еден од 4 синдикати на контролата на летање добили информации дека остануваат на ставот за најавениот штрајк. Тој е четвртиот синдикат кој што го најави тој штрајк. Меѓутоа, со оглед на целокупната ситуација во МНАФ, моите информации и од членовите ние што ги имаме таму во МНАФ, да, се останува на тоа. Значи, ние со секој протест и секој штрајк сме обрзани, значи минимум извршување на основните функции на претпријатието за кое што е основано. Така да и во МНАФ, значи основните функции би требало да се извршуваат. Кашиковски истовремено информираше дека до утре е рокот кој синдикатот им го даде на раководствата на Флораком и Луна, фирми Керки на Паркови и Зеленило за исплата на платата за септември. Доколку тоа не се случи, тие најавија дека ќе стапат во штрајк. Кашиковски речи дека слична е состојбата и со комунална хигиена. Утре ќе донесеме одлука дали ќе стапиме во една од иницијативите за стапување во штрајк, а другата е да се блокираат двата влеза на претпријатието покрај ЈП Паркови Зеленило. До вчерашниот ден плата немаат земено и вработените во ЈП Комунална хигиена. Тоа значи можеме од наредниве денови повторно да се сочиме и таму со револт поради неисплатената плата и не дај Боже Скопје повторно да потоне во смет. Од синдикатот најавија дека по изборите со новиот градоначалник на Скопје ќе бараат нов начин на финансирање на јавното претпријатие, бидејќи од досегашните средства кои пристигаат преку сметките на водовод се недоволни.